Зоки во една прилика има речено дека нам ни треба камшикар од Брисел да ни кажува кои стандарди демократски треба да ги употребуваме за да напредуваме. Ја му гарантирам дека после не 5 него после 12 мај почнува мандатот, ќе има и внатрешен камшикар во мене. Се за доброто на државата. Значи, не ми паѓа на памет, ако ми дојде мандатар утре со 61 подпис собран од пратеници, да не му давам мандат. Тоа е злосторство против народот и државата. Не ми паѓа на памет закони за кои сме се мачеле толку месеци да ги донесеме и се од корист за многу наши граѓани. 2 пати гласани, да не ги подпишувам. Не ми паѓа на памет да бидам таков злосторник против својот народ и против својата држава. Се разбира, се што е во корист на граѓаните ќе биде подпишано од мене и поддржано и јавно. За се што имам приметба, заедно со него и утре со било кој да биде премиер, во интерес на Македонија, во интерес на нашите граѓани, заеднички ќе седнеме и ќе го поправиме тој закон. Значи, јас морам да бидам председател на сите граѓани на вистина, не само да добијам поени во рамки на кампања и не да бе лажам овие 20 дена и после да си терам некоја своја политика. Ова што е најбитно, председателот мора да има интегритет. Јас сум длабоко со висока почит кон 31 политичка партија, кон Зоран Заев лично, кој пред 5 години ме поддржа, кон СДСМ и сите други. Меѓутоа, имаме граница во тоа. Ако некој оди преку таа граница која се нарекува пречекорување на правата на граѓаните, се разбира дека тука треба да се каже стоп, во интерес на граѓаните и на народот. Недозволено е, ја тоа се разбира, нема да го дозволам, нашата држава да биде водена од Будимпешта. Мора да имаме максимална политичка мобилизација, дека не треба да спиеме на тоа уво, дека работата е завршена пред да биде завршена и не смееме да се коцкаме со еднината на државата. Ова што до сега е направено, сите пробиви и на меѓународен план и на внатрешен план во делот на внатрешната кохезија, кој оваа влада ги направи, не смееме да ги ставиме под ризик. Алтернативната опција на опозицијата вели не за Преспа, не за законот за јазици, не за рамковниот договор, практично значи блокада и нова изолација. Ние ги живеевме сите ние 10 тешки години на груевизмот, во кој дерман немавме. Ако имаше дуќан од опозицијата, те казнува по 3000 евра за ништо. Ако имаше дете за вработување, никој не ти го гледаше. Значи бевме на секаков можен начин дискриминирани само затоа што не бевме членови на таа фамилија и членови на таа партија. Ние не смееме да си играме играчки со иднината на нашата држава, сега кога конечно сме на вистинскиот пат. Заев рече, има различни патишта, али ово е најдобриот за нас и тоа е проверено. Сега кога толку вложивме, толку сите ние искрваривме, и физички некој од нас, во тие настани грозни што ги спомнувате, немојте да дозволиме 21 и 5 во суштина ќе бидат еден вид референдум за се ова што направи до сега оваа политичка структура. Јас мислам дека направи историски исчекор, да ја позиционира Македонија конечно на европската карта, меѓу нормалните, здрави, прави, просперитетни и среќни европски нации и држави. И дајте уште еднаш, нема да гласате за Стево Пендаровски. На липшето ќе пишува Стево Пендаровски. Ќе гласате за оваа политика која Македонија ја извади од дното и ја крена на површината за да диши, да биде жива, здрава и да напредува.